Господине Стојковиќ, речиси месец дена сме до одржување на предвремените парламентарни избори. Кои се вашите очекувања од овие избори? Каква кампања ќе имаме? Овдека, кога станува збор за избори, не е битно што очекуваме. Битни се очекувањата на граѓаните во Република Македонија. Затоа што станува збор за една мощна проблематична, не само политичка, туку и воопшто генерално општествена состојба. Пред се главното оптеретување иде од пандемијата со коронавирусот. Така да тој аспект ова ќе бидат не само избори каде што ќе биде битно нашето очекување, туку ќе бидат избори каде што победни се очекувањата на граѓаните пред се од аспект на потребата на државата да обезбеди непречен изборен процес, а тоа значи што поголем број на граѓани да има обезбеди пристап до бирачките места на начин на кој пред се прво ќе биде заштитена нивната здравствена состојба, а подоцна и изразена нивната политичка волја на соодветен начин. Така да тој аспект овие избори, како никогаш досега, ќе бидат не само тест на општеството, туку и тест на државата, како во условно кажано несоодветни општествени услови може да се организира сериозен и сеопфатен изборен процес, кој на крајот би требало, согласно очекувањата на граѓаните, да даде одредени резултати. Немам двојба дека очекувањата на граѓаните на Република Македонија се секогаш. И барем така било до сега, упатени пред се кон обезбедување на услови за подобар живот, за национален, државен и политички и културен интегритет и на самите граѓани кои што живеат тука и на целокупната држава. Така да тој аспект многу одговори ќе треба да добиеме на наредните избори, а кога бараме многу одговори и прашањата кои се поставуваат се исто така многу, овој пат сме исправени пред сериозен број на прашања кои на најсуштински начин ќе ја определат иднината и на граѓаните на Република Македонија и на Република Македонија. Во однос на тоа дали очекувате чиста кампања за, почна делат и вредностни ваучери, картички, кои што искрено тие на прв поглед не ни делуваат дека се за тие што се погодени од корона кризата финансиската, затоа што се така направени да ги добива одредена структура на граѓани кои што се со ниски примања и кои што на секои избори се на удар први за подкуп. Ова е веќе државен подкуп кој што држава ја кошта десетици милиони евра. Доколку се сменат работиве на избори, веќе проведете ли некаква ревизија околу тоа? Оно што е мощно важно во овој момент е што се уште не е условно кажано превземена обврска на председна на владата на Република Македонија да ги информира граѓаните дека се тоа што го работи за време на воредната состојба престанува во моментот кога ќе престане воредната состојба. Така да сите активности кои ќе следат после завршетокот на воредната состојба, ќе бидат ставени во сосема друга или припаѓаат на сосема друга законска лупа. Не на лупата на уредбите со кои владата на Република Македонија ги решаваше проблемите. Така да тој аспект, самото тоа ќе биде противречно со себе. Тоа е првата работа. Втората работа, сериозен е уставен проблемот и со ваучерите и со сето она што случуваше во изминатиот период. Ќе ви посочам неколку примери. Јас сум скоро сигурен дека сите активности кои ќе водат кон тоа пред Уставен суд да се покрене една таква иницијатива која ќе ја доведе, која ќе ја проблематизира равноправноста во распределбата на ваучерите, а имаме веќе информации дека преку 30.000 приговори има на начелото на равноправност во Генералниот секретаријат на владата на Република Македонија. Скоро сум сигурен дека Уставниот суд ќе на некој начин дерогира ова уредба
и со тоа и ќе го на некој начин и забави, односно ќе го задржи процесот на тамошна реализација на овој проект, имајќи во предвид дека картичките се делат без пари. Дека се уште пари нема и дека се очекуваат пари да има дури и во нареден период. Така да тој аспект ова се може сериозни прашања, а тие сериозни прашања за да може да бидат на адекватен начин одговорени. Пред се е потребно да имате сериозни сознанија во врска со тоа, а бидејќи се уште нема сериозни сознанија во врска со тоа, но сето она се случува кога станува збор за сите активности кои се поврзани за она што се проблематизира и во јавност и што ние го проблематизираме како државен подкуп на надлежните државни органи во врска со предизборните активности, јас сум скоро сигурен дека ќе биде ставено под сериозна истражна лупа во наредниот период, поготово ако дојде до промена на власта во Република Македонија, на која и граѓаните на Република Македонија, на која и јас лично се надевам дека ќе се случи. Дали сите овие промени на изборниот датум, затоа што поранешниот премиер, сегашен председател на СДСМ во неколку наврати го менуваше терминот за избори, ќе биде по моје бетон датум за на крај да се согласи изборите да бидат на 15 јули. Јавноста веќе ова го перцепира како веќе еден начин на предизборен пораст на Заев. Најава ли е за изборен пораст на Заев? Знаете како е, она што се можне проблематизира во јавноста во изминатиот период, тоа е однесувањето на владата која е задолжена за избори и на однесувањето на владеачката партија СДСМ. И тука се поставуваат неколку прашања. Генералната политика на владеачката партија се состоеше во неколку, условно кажано, претпоставки. Првата претпоставка беше дека Зоран Заев има, условно кажано, најголемата поддршка на меѓународната заедница, па дури ако ги изгуби изборите, дека меѓународната заедница ќе му помогне да состави влада, и тоа, условно кажано, има еден дел од предизборен настап кај бирачите и кај нивното членство за да го мотивираат за партиски активности. Ова проблематика со датумот на изборите покажа дека таа меѓународна позиција на Зоран Заев веќе не е таква како што беше во минатото, дека ситуацијата е многу променета, а тоа можеше најдобро да се премени на последната датумска игранка, каде што дури на крајот и меѓународната заедница можеше да му на некој начин не сугерира, туку би рекол да го излече за уши председател на Социјалдемократскиот сојуз и да му каже да престане со неговите игранки, затоа што работите не од до така. Ќе потстам само дека пред последниот ден, пред да се утврди датумот за изборите, председателот на СДСМ дури излезе со изјава дека бара мандат, бара сам да оди на избори и да граѓаните му овозможат наредните 4 години демек Македонија ќе оправи. Она што видовме за изминатите 3,5 години власт на Социјалдемократскиот сојуз, видовме начинот на кој ги оправи државата, ја видовме дека економијата блеска, видовме дека е сочуван државниот и национален интегритет и достоинство и на македонскиот народ и на сите граѓани на Република Македонија, така да мојата порака би била не благодарам, доволно беше, доволно не оправаше, остави ние малку самите да се погрижиме за едината и на нас и на граѓаните на Република Македонија и на државата како целина. Така да тој аспект падна првиот, условно кажано, првата заштитна ограда која Зоран Заев беше поставил во минатиот период, а тоа е неприкосновената позиција во меѓународната заедница. Овие настани покажа дека таа позиција не постои, дека едноставно работите се поприлично променети кога станува збор за тој првата претпоставка на неговата политика. Втората претпоставка на СДСМ беше дека се она што тие ќе го кажат, ќе се реализира во Република Македонија. Повторно зборувам за ова што вие го поставите како прашање во однос на датумите. Се покажа дека ни тоа не е точно. Се сеќаваме пред 3,5 години кога ќе Зоран Заев ќе кажеше нема избори. Јас сега ви колку кажам од искуство на инсайдер. Ние како коалиција за подобра Македонија тогаш ќе се залетавме, ќе почнеме со преизборни активности, чуда ќе направиме за да ден-два пред да почне кампањата дојдат и ни кажат се извинуваме, избори нема да има затоа што опозицијата, односно Зоран Заев рекол дека нема да има избори. И тоа ни го направи неколку пати.
Сега имаме сосема обратна ситуација. У 5 наврати човекот тврди дека ќе има избори на одреден датум, у 5 наврати нема избори така како што он кажа, туку има избори така како што отприлике кажа, односно не кажа, него условно кажано се постави како носител на тој процес, онака како што кажа опозицијата и датумот кој го предложи опозицијата стана прифатлив за сите политички партнери во Република Македонија и она што на мене посебно ми смета во овој проблем е што тоа владеачката партија него види дека манипулацијата, односно играњето на карта со датумите, дека ќе успеат да направат нешто, во суштина се случи сосема спротивно. Значи, наместо сигурност и сето она што одлучност и реализација на она што го зацртале, се покажа нешто сосема спротивно, дека ништо од тоа тие што го зборуваат не се реализира во стварноста, туку се реализира сосема спротивно. И да се вратам на она што ми смета, а тоа е дека, и мислам дека допрво ќе му смета и на Социјалдемократскиот сојуз тоа што се случи, а тоа е дека не покажа доволно политички капацитет да менаџира со процесот на излегување од кризата, односно со воведување на Македонија во изборен процес и на тој начин овозможи на некој начин и припадниците на меѓународната заедница повторно да се вклучат во внатрешно македонските политички прашања, за кои сметам дека воопшто не треба да се мешат, не затоа што не треба да има никаков уплив од страна на меѓународната заедница кога станува збор за некои процеси во Република Македонија, туку од аспект на тоа што Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија покажа политичка незрелост да менаџира одреден политички диалог во државата од една страна и покажа дека не е способен да издейства консензус на политичките партии кога станува збор за датумот за изборите. Така да од свој аспект мислам дека тоа е сериозен недостаток на лидерството на СДСМ и тој недостаток на лидерство кој длабоко ги направи пукнатините во она што се нарекува нивна позиција, мислам дека ќе ги кошта, ќе ги чини сериозен изборен пораз. Се околу оние евроатлантски аспирации, несомнено, државите на Балканов секогаш биле бура барут, јавна определба е на секоја држава кон која насока ќе се движи. Србија избра да биде воено неутрална по примерот на Швајцарија. Таа се дистанцира од НАТО, меѓутоа сепак имаат годишни вежби. Меѓутоа се она што е заедничко за сите држави е Европската унија. Сите имаат аспирации. Србија веќе ги започна преговорите, траат преговорите. Некако се тоа се осеќа. Гледаме дека првиот квартал економијата Србија убедливо прва во Европа. На некој начин на Србија и се враќа тоа, сите процеси тргнаа напред. Голем дел од странските инвеститори кои што се дојдени во Македонија, откако разговарале со тогашниот премиер Заев, после одат разговараат со Вучич и они се решаваат да инвестираат во Србија. Некако се гледа она што им беше нив секогаш тие компарации со Србија како некоја држава која е зад нас, ја гледаме дека Србија е многу скалила над нас. Кој ќе понесе цела одговорност за тој процес, за тој стадиум и ниво каде што сме ние сега, затоа што со јавни настапи ние ќе промениме име, идеме во НАТО, во Европска унија. НАТО знаеме дека е политичка одлука, иако не исполнуваме никакви стандарди за тоа, меѓутоа веќе кога станува збор за Европската унија, мора да има некои стандарди кои што очигледно Србија успеа да ги постигне, да ги направи, е многу веќе пред нас. Процесиве кај нас се многу закочени. Баш тука и се одмислам дека и се одразува таа меѓународна поддршка за тоа што да, окей, еве, ова ќе нам меѓутоа мора да исполните и други работи. Знаете, во Македонија се појде од претпоставка ние ќе ги завршиме сите или ќе бидеме верни извршители на сето она што се меѓународни барања и обврски на Македонија, а заузврат некој нас ќе не награди. Заборавајќи при тоа дека меѓународно-политичките односи се може сериозна работа и множно брутална работа, дека интересите се тие кои ги диктираат условите, а не добрата волја или добрите зборови или на крајот на краиштата сјајните ветувања. Така да тој аспект лагите кои се пласира во македонската јавност дека само да го завршиме ова и ќе потече мед и млеко, се покажа како нетачни.
Помеѓу другото, знаете како меѓународната заедница ве поддржува во реализација на одредени, па и нивни политички барања, меѓутоа меѓународната заедница бара условно кажано и чисти сметки. Чиста сметка подразбира дека вие треба да се покрижите за територијата која владеете да владее мир, да владее ред и закон, да се почитуваат правилата на играта, а не сосема спротивно да владее беззаконие. Ние во изминатите 3 години, без оглед на така наречените меѓународни успеси, со ништо тоа не можеме да се пофалиме. Не можеме да се пофалиме со економија, бидејќи имаме, да кажеме, вие зборувате за првото тромесечие, имаме најнизок раст на бруто домашниот производ во регионот. Ние не можеме да се пофалиме со правна држава затоа што имаме куповина на пратеници, затоа што имаме скандал рекет, затоа што имаме друга низа на скандали, затоа што имаме специјално јавно обвинителство кое не само што не изврши поставената задача, туку и на крајот на кришата на најнесоодветен начин ја обрука државата во меѓународната заедница. Така да тој аспект, кои се придобивките од власта на Социјалдемократскиот сојуз, кога станува збор за внатрешните политички и економски прашања во Република Македонија? Сигурен сум дека не сум само јас, дека и граѓаните на Република Македонија воопшто во целокупниот овој спектар на настани и активности не забележи дека нешто добро се случува во Република Македонија. Дури на сите анкети кои се прават на прашањето дали Македонија се движи во добра насока, најголемиот број од граѓаните одговараат на негативен начин. Така да тој аспект мислам дека треба да избегнеме она што во македонската јавност често се случува, тоа се споредбите со Србија. Не заради тоа што станува збор за Србија, туку станува збор за некои внатрешни работи кои треба прво самите да ги разрешуваме. А кога политичките и економските состојби бараат сами да ги средувате работите, тогаш ниту еден спореден пример не може да ми помогне многу, осим да погледнете колку многу се заглавиле. А кога ќе ги погледнеме државите во регионот, ние сосема јасно можеме да видиме дека состојбата во Република Македонија и во областа на политиката, и во областа на економијата, и во областа на она што е најнова приказна кога станува збор за пандемијата со коронавирусот, се мощне лоша состојба. Така да тој аспект ние сме исправени не само пред сериозен предизвик да се справуваме со сите овие предизвици, туку сме исправени пред состојба ова година најверојатно да дочекаме со сериозна инфлација. Предпоставувам со деноминација на денарот, затоа што она што од оваа дистанца може да се согледа дека државата во многу скоро време, односно за месец, два, па можеби 3, ќе изгуби својата ликвидност на домашен терен. Така да тој аспект, губењето на ликвидноста само по себе, односно најавите дека можеме да само да ја загубиме ликвидноста сами по себе зборуваат за состојбите во кои се наоѓаме сите заедно. Овдека не зборувам за СДСМ, за ВМРО-ДПМН, за нашата партија или за други партии, зборувам за државата, за Република Македонија. Првиот сериозен проблем кој ти се појави на државата, ќе се појави во најдолго за 3 месеци, а тоа е проблемот на ликвидноста, ќе ги условно кажано ќе ги разголи до крајна граница сите оние манипулации кои сега ги слушавме, дека ситуацијата е добра, дека се што не се случува е окей, дека државата има состојбата во борба против коронавирусот во најдобар можен начин, дека државата се справа со економските предизвици, дека државата не знам што работи, а државата во овој момент ништо не работи, осим што постојано се задолжува на меѓународниот пазар на капитал по сериозно сомнителни активности. Кога зборувам сомнителни активности, мислам на каматните стапки и на штетите кои ги трпи државата и македонското стопанство, така да тој аспект и предизвиците со кои ќе се соочиме и промената на власта која ќе дојде, треба да ги земе сите овие аспекти во предвид, за да може на некој начин да направи сериозен ишчегор, за да може оваа работа која е тргната таму каде што не треба да оди, да се врати во некои нормални услови, односно да добие некаков нормален тек. Околу ширењето на тие информации, претходната власт беше обвинувана дека има некаква контрола врз медиуми, да сега гледаме откако дојде Социјалдемократскиот сојуз на власт, си отворија Министерство за
транспарентност. Ние новинарите го нарекуваме Министерство за пропаганда, со 50 на вработени, што наеднаш се афирмираше и популаризираше тоа со таргетирање дека одредени медиуми секоја вест што ќе објавате лажна вест. Некако 2,5 години, 3 години речиси влада е некакво цивило, како ќе кажеме ние, тоа е вистината, се остана, тоа е нешто поинакво. Вие сте долгогодишен политичар и пратеник, ве гледаат и како политички лидер на Србите во Македонија, во однос на целокупниот процес и се што се случуваше изминативе 3 години, може да ни дадете некоја кратка анализа во 3 минути да ни опишете точно се што се случуваше. Тоа што вие сте сепак поупатен, ние како медиуми до некаде бевме ограничени, ги немаме целосните информации, не сме од таа страна внатре, а некако тоа доаѓање до информации сме лимитирани од некои други страни. Кога станува збор за описот на политичката состојба во Република Македонија, јас пред сега скоро употребив еден термин дека власта се обидува на граѓаните на Република Македонија да им ја представи како најнова модна реалност лудешката кошула. И многу луѓе реагира на таа моја изјава. Јас сега ќе ви објаснам што значи лудешка кошула. Лудешка кошула е кога председателот на владата на Република Македонија Оливер Спасовски вчера ќе изјави дека состојбата со коронавирусот е под полна контрола на владата на Република Македонија. Замислите сега, како ли изгледа кога состојбата не е под контрола? Што ќе рече? Ние имаме максимален број на заразени од коронавирусот се уште. Бројката на заразени со коронавирусот варира од 15 до 25% од бројот на тестираните. Болниците се преполни. Неколку болници, системот во неколку болници падна зарази, големиот број на заразеност на лекарите, голем број на медицински сестри и лекари се носат од други градови да покриваат некои паднати здравствени системи во Скопје или во другите градови на Република Македонија. И вие, мртов владен, давате изјава дека состојбата за борба против коронавирусот ви е под полна контрола. Или ќе имате ситуација кога некој ќе ви каже дека економијата во Република Македонија е стабилна, на стабилни основи, дека економскиот развој е добар, дека мерките економската политика се добри, а во секојдневниот живот имате сосема спротивна слика од тоа што зборувате. И најчудно од во целата оваа работа, кога сето ова на вас ви се сервира. И дека вие тоа треба да го прифатите како реалност, најглавен проблем е што добар дел од медиумските работници и од она што се нарекува, ајде да кажам, интелектуална или научна фела во Република Македонија, дури со сета гордост ќе излезат по средствата за јавно информирање и ќе го правдаат таквиот пристап. Таа лудачка кошула која тие облекле и која се обидува да ја понудат, односно да го облечат целокупниот народ и граѓаните во Република Македонија, очигледно е дека нема да им помине. Не затоа што тоа не сакам јас, туку затоа што тоа е надвор од умот и реалност. Зошто? Затоа што може би е добра или би била добра изјавата на председателот на владата кој би рекол дека владата ги вложува сите напори да се справи со предизвиците на коронавирусот, а не да даде изјава дека ситуацијата е под контрола. Така кога станува збор за оваквите неодговорни изјави, тие изјави се дел од целокупниот арсенал на политичкиот настап на владеачката структура, кои се обидуваат да ни го наметнат како некаква си нова реалност. Таа новонастаната реалност е таа лудачка кошула за која јас зборувам. Не е реално во Република Македонија бројот на заразени кој е максимален, бројот на смртни случаи кој е максимален и сето оно што се случува во тој аспект да се прогласува за нешто што е
што е нормално и што условно би кажано се дефинира како некоја си нова реалност. Односно како тие го дефинират ново настаната реалност. Таа новостаната реалност во суштина лудачката кошула која сакаат да ја облечат на граѓаните на Република Македонија. Исто беше и со датумот за изборите. Ќе биде јас кога сакам. Како во Република Македонија работи да функционираат по лични желби, а не по однос на тоа што демократијата подразбира и некои други работи. А тоа е политички диалог, разговор за проблемите во кои се наоѓа државата. Значи, едноставно, оваа криза покажа дека ова лидерство на Република Македонија нема доволно капацитет за да се справи не само со економската, не само со политичката, туку и со кризата за коронавирусот. Тие тргна од претпоставката дека ние ќе, наместо да се бориме со коронавирусот, ќе водиме во меѓувреме кампања и на тоа, бидејќи секогаш кога криза граѓаните се усмеруваат кон државата, дека на туствено кажано дека на тој бран некако ќе успеат да испливаат и да заземат што подобра позиција во период кој настанува, кој очигледно е предизборен и сите знаеме дека е предизборен. И одејќи на тој бран, очигледно, како тие ја третира пандемијата на некој начин и врати. Наместо да ги така качени на бранот да ги исфрли во некоја мирна уола, едноставно ги удри од карпата и целокупната политика им падна во вода. Односно, им се распарча како кула од карти. Така да тој аспект, се тоа што го зборам укажува дека станува збор за една голема лага, за една голема манипулација, во која што секогаш она што ќе го кажат тие е точно, а секогаш она со кога вие ќе им опонирате дека излегува дека нивните тврдења се надвор од реалноста и дека не се точни, беше прогласувано за фейк нюс. Ова веќе не станува збор ни за фейк нюс, ни за фейк приказа, станува збор за фейк влада која воопшто нема контакт и допир со реалноста и со реалните потреби на граѓаните на Република Македонија. И затоа е состојбата таму каде што е. Господин Стојковиќ, во однос на корона криза, вие доаѓате од општина Куманово, каде што имаше некој интересен процес и наречем инцидент со градоначалникот на општина Куманово, Максим Димитриевски, кој што е од истата партија СДСМ, кој што е владеачка гарнитура, да градоначалников се постави, побара да Куманово да биде изолирано. Власта не му го прифати тоа, кој беше во право, кој не беше во право. Најверојатно градоначалникот, сакајќи да ги заштити, да ве заштити и вас како жител на општина Куманово, побара одредени мерки да социјалдемократскиот власта одби да го спроведе тоа, да после некако се врати како бумеранг и Куманово имаше наплив на новозаразени случаи. Кој е вашиот став околу се тоа што се случуваше? Очигледно дека станува збор за внатрешни пресметки во Социјалдемократскиот сојуз, односно не станува збор за пресметки, колку што станува збор за земање на така наречени стратешки позиции во наредната рунда на расплет на политичките состојби во Република Македонија. Затоа што со загубата на изборите на Социјалдемократскиот сојуз, очигледно ќе треба да овие позиции да ги заземе нова политичка структура. Јас ова го гледам како добра политичка позиција на сегашниот градоначалник на општина Куманово да заземе сериозно важна позиција во наредниот период кога станува збор за Социјалдемократскиот сојуз, особено по поразот на наредниот парламентарни избори. Така да не би коментирал ништо посебно, тоа што градоначалникот имаше нашата и мојата и подршка на нашата партија кога станува збор за мерките кои ги преземеше во Куманово. Не од политички, ниту од прагматични причини, туку од причини за потребата да се заштити здравето на граѓаните на Куманово, затоа што имавме сериозен наплив на заболени во одреден временски период и тој сериозен наплив во одреден период и донесе многу заболени и многу починати во општина Куманово, така да тој аспект не би ништо нити одземал, нити додавал од тоа што и во минатото сум го изјавил, тоа дека
без оглед на се градоначалникот зазема принципиелна позиција кога станува збор за борбата против коронавирусот и дека она што му се случуваше подоцна сигурно ќе има расплет во понатамошниот период. Тоа е делот каде што за да биде елиминиран беше прогласен за корона позитивен, што подоцна се покажа како не е точно така, да тој аспект тоа нека остане некаков внатрешен проблем на Социјалдемократскиот сојуз и нека тие се го решаваат. Она што е битно во овој момент дека секогаш кога тие проблеми кои се случуваат се одразуваат на и на другите, тогаш треба да реагираме и ние тогаш реагиравме дека работите не одат во добра насока и дека градоначалникот сепак има нашата поддршка за мерките кои ги презема во општината за да се справиме со коронавирусот. Нема ништо посебно на таа тема. Во насока градот Дебар беше изолиран, се покажа како добра мерка, истото се бараше за Куманово. Од друга страна имаме ситуација во Тетово, каде што градоначалничката Теута Ариф и вика нема ни потреба од полициски час, нема потреба од ништо, се тече нормално, но се испостави искрено преку 4000 заразени, преку 200 починати. Ние 2001 имавме војна што немаше толку жртви. Чини дека голем удар пред нас е во моментов ни се случува најголемата економска криза која што некогаш се случила во историјата на човештвото. Конкретно прашање, како политичка опција, вие во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ, збориме за коалиција од голем број на партии, какви решенија се ќе понудите после изборите? Затоа што се ова наплив многу жртви, многу луѓе без работа, некако на луѓето има потребна некаква надеж за нешто што ќе ги фати, за нешто што ќе се фатат и нешто што ќе ги повлече напред. Она што на прв поглед, значи се гледат и многу работи, меѓутоа и многу работи не се гледат. Она што на прв поглед може да се излече како заклучок од се тоа што ни се случува, тоа е дека за да било што добро направите во држава и како поединец, а пред се мислам тука како политичка партија или како институции на еден систем, ова криза покажа дека без државата ние ништо не можеме. Дека граѓаните се немоćни да се справат со ништо ако државата не е спремна и способна да им понуди одредена помош и поддршка во дадена ситуација. Ние кога станува збор за пандемијата со коронавирусот, имаме оваа ситуација. Да немаме држава која ќе застане заради потребите на граѓаните на Република Македонија. Дека поважни од државата стана политичките партии, дека поважни од државата стана интересите на одредени верски групации, дека поважни од државата стана интересите на одредени национални групации или национални интереси и на некој начин ние изгубиваме внатрешната кохезија на државата. И кога ги изгубите внатрешната кохезија на државата, тоа се на надворешен план веднаш имате и експлозија на она што се нарекува број на заразени, број на починати, сериозна економска криза и така натаму. Она прво, јас сега вака, ние сме дел од коалицијата за обнова на Македонија. Меѓутоа морам да бидам овдека сосем отворен и искрен кон вас и кон сите што пратат. Ние сме автономен политички субјект, имаме своје ведување за сите проблеми во Република Македонија. Така да тој аспект, она што на мене прво ми изгледа дека е важно во овој момент, тоа е новата влада која ќе победи или новата влада која се формира на наредните парламентарни избори. Првата точка да биде враќање на државните прерогативи во внатрешниот и надворешниот политички живот на Република Македонија. Доколку не ги вратиме државните прерогативи на сите нивоа, ние нема да стигнеме многу далеко, односно со сето она што ни се наметнува како предизвик, че имаме проблеми да го совладаме. На Република Македонија, на граѓаните на Република Македонија е потребен ресет во политичка, економска и во секоја друга смисла. Ресетот за кој зборувам е потребен и ние затоа што во оваа кампања покрај, значи тоа што сме дел од коалицијата Македонија која оди со логото обнова на Македонија, ние имаме наше
наше лого и нашето лого се нарекува за нов почеток. Тој нов почеток во суштина представа ресет на сето она што е основна карактеристика на државата во овој момент во Република Македонија. Доколку не се случи тој ресет, доколку државата не ги превземе врз себе, односно не си ги врати на себе прерогативите кои припаѓаат согласно уставот и законите на Република Македонија, и ние како политичари и граѓаните на Република Македонија ќе имаат сериозен проблем. Наша задача е, задача на секој политичар, односно ајде да кажем малку и теориски се вратиме. Основна задача на секој политичар, значи политичарот има две задачи. Првата задача е да отвара перспективи и втората задача е да нуди решение. Докато политичарите не отвараат перспективи, не дадат на решение, очигледно не знам зашто се занимаваат со политика. Така да тој аспект, кога зборуваме за нов почеток и кога зборуваме за враќање на прерогативите на државата, зборуваме дека сето тоа ќе треба да се врати во внатрешниот политичкиот живот како извор на стабилност и верба на граѓаните на Република Македонија во сопствената држава. Таа верба на граѓаните во сопствената држава ќе ја врати и вербата на граѓаните дека е можно економско опаровување после целокупната оваа криза. Значи, многу сериозни предизвици се. Кога прашувате што конкретно, па знаете како, вие не можете да дојдете во борба против коронавирусот, а да за време на коронавирусот не преземате мерки кои би значат нешто сериозно кога станува збор за економијата во Република Македонија. Република Македонија одвои најмалку пари од сите земји во регионот кога станува збор за поддршка на стопанството. Скромни, без оглед на милиардите со кои се гаѓаат секој ден по телевизиите. Скромни 1,6 од бруто домашниот производ, за разлика од Словенија, Хрватска, Србија, кои ги споменуваме, од 8 до 15% од бруто домашниот производ одделија за помош на сопствените економии. Ние 1,6. Така да од тој аспект ние можеме да водиме политика преку пропаганда и да се продолжи оваа агонија. Меѓутоа, како времето ќе одминува, ние ќе имаме се поголеми проблеми. Затоа е потребен тој ресет. Тоа е првиот дел. Вториот дел. Не можете вие да зборувате како министер за правда во владата на Република Македонија дека треба парите на политички партиите кои им следуваат согласно законот за финансирање на политички партии да не им ги дадете, а за возврат да носите одлука дел од парите кои припаѓаат на политичките партии да им ги дадете на невладиниот сектор за да ги финансирате своите сателити. И не можете тоа на граѓаните да им го продадете како реална борба против пандемијата и реална помош на граѓаните. Исто како што не можете да го продадете како реална борба против пандемијата недостатокот на политичка волја да се повлече првиот потез кој е сериозен. А тоа е сите кои се по договор за дело во Република Македонија да одат дома, да ги изгубат своите работни места. Затоа што станува збор за партиска војска. Јас сега не зборам за партиска војска на Социјалдемократскиот сојуз, зборам генерално за партиска војска на политичките партии кои заземаат одредени места во јавниот, политичкиот и економскиот живот на Република Македонија по така наречен договор за дело и кои на некој начин се вишок во и онака големиот и преобемниот број на администрацијата, на јавната и државна администрација во Република Македонија. Така да тој аспект, враќањето на довербата на граѓаните во институциите на системот, враќањето на довербата на граѓаните во државата, во правдата на крајот на краиштата и во сето она што ќе значи нормализација на животот на Република Македонија. Не ново настаната реалност, туку прилагодување кон реалноста, која дојде како резултат на неодговорно однесување, би можело да даде било каков резултат кој би можел да се смета како позитивен во наредниот период. Доколку новата влада не понуди решение во овој правец, мислам дека многу брзо ќе имаме повторно варени парламентарни избори и дека политичката криза ќе длабоко ќе се всели во секој дом во Република Македонија. Околу предстојните избори,
кои се, вие секако си правите своји анализи и истражувања на пазар, кои се вашите очекувања? Имате ли проекции? Каков би бил сооднос од пратенички места? Тоа најверојатно некако се чини дека ова ќе бидат избори за се или ништо, и за едниот и за другиот блок. Ваше е да представите се тоа што ќе понудите пред граѓаните. Едноставно проекција. Колку пратеници мислите дека ќе освоите вие како политичка опција, колку останатите? Вака, она што во овој момент може да се види од она што јас како учесник во политичкиот живот имам увид, согласно тие анкети кои се вртат тука и кои ни се достапни, тие 2-3% предност кои нашата коалиција ги има во однос на коалицијата на Зоран Заевс ќе раснат. Голем број од аналитичарите во Република Македонија сметаат дека зошто сметам дека тие бројки ќе растат и тоа разлика ќе расне? Затоа што мислам дека голем број на аналитичари во Република Македонија сосема погрешно, кога велам сосема погрешно, ќе видиме времето дали ќе ме демонтира или ќе ме потврди. Велам дека во Република Македонија нема да има соодветна излезност на наредните парламентарни избори, затоа што изборите се во средината на јули, затоа што пандемијата си го прави своето. Еве јас со временска дистанца од 1 месец си земам за право и слобода да ви кажам дека излезноста ќе биде сериозна. Сметам дека граѓаните на Република Македонија едва и чекаат да излезат на избори. И ова мое тврдење или мое очекување ќе си го проверам и сите ние ќе си го провериме на 15 јули. Невозможно е во состојба во која што се наоѓа државата, граѓаните да бидат индиферентни на сопствената пропаст. Тоа никаде досега не се случило и нема да се случи ни во Република Македонија. Граѓаните на Република Македонија ќе се излезат на избори, ќе си ја земат судбината на во своите раце и со закружување на бирачкото лише ќе си ги кажат своите очекувања за она што треба да не очекува во наредниот период. Така да, тој аспект ја немам дилеми дека изборите ќе бидат сосема успешни кога станува збор за излезот. Затоа сметам дека разликата која во овој момент е 2 до 3% во однос на спротивната коалиција ќе порасне затоа што од оној резервар кој секогаш постои кога станува збор за неопределени, разликата помеѓу нас и Социјалдемократскиот сојуз и неговата коалиција е 9:1. Така да тој аспект мислам дека тоа се некакви реални очекувања и мислам дека наредната влада во Република Македонија ќе ја прави коалицијата за обнова Македонија, тоа е првата работа. И втората работа, кога станува збор за очекување на нашата партија, ние во Република Македонија се разбиваат многу табуи во последно време и ние сме на пат да разбиеме едно од табуата која постојат, тоа е време да е еден од припадниците на српската заедница во Република Македонија заземе високо место во номенклатурата на власта на Република Македонија како представник на нашата партија. Тоа ќе ве прашав. Последниве 3 години Македонија подпиша меѓудржавен договор со Грција, подпиша со Бугарија, подпиша со Албанија. Се тоа некаков вид на пазар, додека ситуацијата со Србија е нешто поинаку. Некако земена Србија на страна, секогаш беше вршена првата година од мандатот на постојачкава коалиција. Беше правена споредба со Србија, како се они застанати, нека да гледаме дека работиве малце не се такви какви што ни се представува. 3 години беше пазарено, се правеше пазар со националните интереси, државните интереси на Македонија, беше давано на секого по нешто за да бидат задоволени страстите. Од друга страна имаме српско малцинство во држава кое што никогаш не бара ништо. Сака само да живее нормален живот и ништо повеќе, меѓутоа секогаш се фрлани на маргините со тој однос е вие Срби, вие сте политички лидер на тие Срби во државата.
Што имате да им пренесете на нив? Да им порачате? Од воспоставувањето на самостојна Македонија, очигледно дека политичкиот смер во кој одеше Македонија беше на неколку основи поставени. Една од тие основи беше антисрпската приказна. И таа антисрпска приказна во најголем дел се уште не е напуштена. Иако се понадеваме во еден период на минатот дека состојбите тргнале на добро и тргна на вистина на добро, со промената на власт, со доаѓањето на Зоран Заев, работите повторно се вратија на старите позиции. На старите позиции да секогаш србите се винуваат за сите глупости кои вие сами од ке си ги направите. Вие кога ништо не правите, повторно се винуваат затоа што некој друг направи глупост. Вие кога ќе побарате некој елементарен третман или елементарен културен и човечки однос за одреден број на прашања со кои се соочувате, тоа нема да го добиете. Тоа не го добивате не заради тоа што вашите барања се екстремни или вашите барања излегуваат надвор од оквирите на нормалното однесување, туку затоа што едноставно некој одлучил така. Србите да бидат маргинализирани во јавниот и политички живот на Република Македонија и да бидат, условно кажано, тргнати од главните општествени токови во Република Македонија, затоа што проектот беше таков. Проектот на Тирнанската платформа подразбираше да бидеме прогласени за геноциден народ, што не е исклучено кога бидат у состојба тоа да го направат, како ќе го направат. И вие у таква констелација на политички односи, каде што би можело такво нешто да се случи, очекувате србите да бидат учесници во јавниот и политички живот и да влијаат во јавниот и политички живот на Република Македонија. Па тоа е државен проект од кој вие сте исклучени и мора да ве нема. Проблемот или договорот со Бугарија, кој отвори многу болни прашања за Република Македонија. На некој начин суштински го нападна постоењето и на македонската држава, и на македонскиот јазик, и на македонскиот народ, и на се она што е пресудно за функционирање и за постоење на еден народ и една држава. Нормално дека ние не треба да бидеме дел од јавниот и политички живот во Република Македонија, затоа што очигледно е дека таму се случуваат работи кои што ако ние учествуваме, очигледно ќе дадеме своје мислење и тие работи нема да бидат представени на начин на кој што се представуваат. Зошто тоа го тврдам? Па да ви имате ситуација кога свештениците од Македонската православна црква бараат Бугарија да им биде мајка црква и заради тоа се наградуваат со високи позиции во номенклатурата на Македонската православна црква. Имате оние свештеници кои беа за духовници со Српската православна црква, заврши у затвор. Логички човек кога гледа од надвор не може да му останат тој работи неприметени. И зошто треба да не нема? Па треба да не нема затоа што треба да ги поставуваме овие прашања. Кога сме у јавниот и политички живот и ги поставуваме овие прашања, тоа е проблем, затоа што логиката, правдата и вистината не е некаде на наша страна. Така да тој аспект имате сериозен број на културно-историски споменици во Македонија кои се условно кажано оставени да ги изеде забад на времето. Ние нешто се обидувавме да сочуваме, нешто успеавме да сочуваме, меѓутоа исто така еден дел оставен на забад на времето. Голем дел од црковните објекти се дел од наследството на многу српски кралеви и династии. Добар дел од културно-историските објекти во Македонија се, условно кажано, има српска генеза. Добар дел од потеклото или од почетоците на создавањето на македонската држава се на најдиректен начин врзана со заедничката борба на македонскиот и српскиот народ против фашизмот. И сега, ако сте вие тука, ако го поставувате овие прашања, ако зборувате за овие прашања, очигледно на некого нема одговара и не треба да бидете тука. И затоа во изминатиот период се зборуваше за апсења, се зборуваше за закани, се обидува да напарат, само да некаде да не маргинализират и да не отргнат од онаа што се јавни, политички и други токови во Република Македонија.
На моја среќа, на среќа претпоставам на поголемиот број на нормалните луѓе во Република Македонија, тоа не успеа да го направат. Еве јас сум тука, седам со вас, разговарам и се обидувам да условно кажано отворам дебата по поголем број од овие прашања кои ги оптеретуваат актуелните состојби за кои ме прашате. Не со интенција дека би направиле некаква си штета или би направиле некаква си хаос и безредие во јавниот живот на Република Македонија, не, туку едноставно лудачката кошула која се наметнува на граѓаните на Република Македонија. За тие работи се наметнува исто така и за работите за кои ме прашате, станува во Тиревска платформа за договорот со Бугарија за промена на името. И таа лудачка кошула која треба да ја носиме, некој не се согласува да ја облече. Еве јас сум еден од тие и за тоа отворено зборувам. Јас знам дека со ваквите настапи се стекнуваат голем број непријатели, поготово кога станува збор за големи проекти како што беа овие. Меѓутоа, нашиот политички избор беше тој. Да останеме на страната на македонскиот народ и во таа борба, кога сме на страната на македонскиот народ, да обидеме и да оствариме дел од своите национални, културни и други права во Република Македонија.